Представувањето на зелената агенда мора да има ред и дисциплина, особено кога се работи за нешто. Ставивме крај на неказливоста на загадувачите кои ги загрозуваат животот и здравјето на граѓаните. Политичарите ветуваат заложби, граѓаните пријавуваат неправилности. Но како всушност функционира зелениот чувар во земјава? Се формира тело задолжено да врши контрола на законите што ја штитат животната средина. Државниот инспекторат започнал да работи со 5 инспектори, но политиката се залагала за заштита на зелените површини, па работите се менувале постојано. Дарко Блинков е вработен од самото основање на институцијата. Прво инспектор по природа, сега раководител на одделение за поддршка, аналитика и меѓународна соработка. Преживеал 15 министри и 10 директори. Политиката, да речеме во наводници, кумувала во однос на системски организација, реорганизација не само на нашата инспекцијска служба, него воопшто на реформи за ефективен инспекцијски надзор не само во животната средина, него генерално, значи во инспекцијскиот систем. Сега, во најзелениот период од независноста на државата, природата ја чуваат вкупно 27 вработени во државниот инспекторат. Од нив само 23 инспектори. За да ја извршиме, значи, работата како што налага законот, ние треба уште да имаме нови вработувања и да ги подмладиме нашите редови со нови инспектори, односно помлади инспектори, заради тоа што сега еве се наближуваат, значи, и годините на повеќето инспектори кои што се пред пензионирање. Моментално најкритично е во секторот води, каде има инспекторка која до година заминува во пензија, а година после неа ќе се придружи и колегата од Прилеп, кога овој сектор кој врши контрола на над 100 мали хидроцентрали ќе остане без вработени. Последниот период најчести се пријавите за неправилно работење на ваквите акумулации, но директорот на институцијата открива и друг проблем. Доколку се работи за малите хидроцентрали, ние немаме теренски возила и бараме од субјектите каде што ќе вршиме надзор да обезбедат теренско возило за да не однесат на локацијата каде што треба да направиме надзор, а со тоа ти има доволно време доколку имаат некоја неправилност да ја отстранат. Владата е таа што треба да му одобри на инспекторатот да купи теренско возило за да не ги молат оние што треба да ги казнат, да дојдат и да ги земат за да ги однесат до местото каде што е направен прекршокот. Во вакви услови, инспекторите се оневозможени на вонредни и ненајавени контроли. Зелената агенда останува високо на приоритетната листа, но државата најавува друг план. За сега ние немаме предвидено да скатаме нашиот буџет, но што сите исто време мора да бидеме свесни дека ние сме во една криза. Не само една криза, но неколку кризи за жал. Тоа значи дека можеби ќе имаме скатање не само на нашите буџет, но можеби ќе имаме ребалансот на буџетот за сите институции во државата. Во 2022 година ќе дозволат вработување на тројца нови инспектори, а помогнале и во процесот на дигитализација, давајќи им ги лаптопите кои беа користени за пописот 2021, со што рачно напишаните записници најверојатно ќе заминат во историјата. Но ќе им скратат од парите за функционирање. Согласно задолжувањето на владата, ќе имаме 10% кратење на буџетот, значи тоа во пари некаде околу 1.200.000 денари ќе биде намален буџетот на Државниот инспекторат за животна средина. Доколку се намалува буџетот, ќе се намалат и оптимизираат бројот на инспекцијски надзори. Пео Кировски е државен инспектор за животна средина и според законот месечно има обврска да направи 12 редовни инспекцијски надзори во Скопскиот регион. Во 13 годишната кариера, најголемата казна од 100.000 евра ја напишал пред некоја година направен субјект, кога поради пукната када истекла опасна течност која ги загадила водите на Вардар. Вели дека би биле многу поуспешни доколку имаат помош од општинските инспектори. Голем дел од општините не се спремни за извршување на сите задолженија и задачи кои ги поседуваат како локални самоуправи, бидејќи немаат доволно вработени, голем број од општините немаат општински инспектори. Со децентрализацијата, обврските им се поделени, но општинските стојат, оти таму најчесто нема кој да врши контрола. Таков е примерот со Велес. Општински инспектор од март 2020 година немаше. И се уште нема. Немаше кој да излезе на терен, практично Велешани нема надзор, односно тоа требаше општината, раководителите, градоначалниците, значи да си го решат. Тоа е практично нивна обврска. Како Велес се повеќе од половината општини во земјата кои воопшто немаат или имаат по еден инспектор кој во исто време е за животна средина, за транспорт и задомување и за комунални работи.
Ако се земе предвид дека само инспекторатите за животна средина работат по 27 закони и 250 подзаконски акти, тогаш ефективност во работата во повеќе области е проблематична.